Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добро дојавте во Гласот на народот. Жешко беше денеска, многу жешко, дефинитивно. Жешко е и во политиката, жешко е и надвор од политиката, но тоа е тоа. Ние сме народ кој издржува и на жешко, и на студено, бидејќи сме попарени со сите можни ситуации и затоа обстојуваме како народ. Тврдо кошци сме и така издржуваме кој да е на власт, кој да е опозиција, бидејќи народот навикна на се ова што се случува во 35 години и обстојува. Survival, обстојуваме на секакви временски непогоди и погоди. Во време кога светот се менува, кога се создава нов геополитички поредок, а Европа се соочува со сериозни предизвици, Македонија повторно се наоѓа пред тешки одлуки. Дали Европската унија навистина применува еднакви критериуми за сите? Зошто некои држави добиваат јасна европска перспектива, додека Македонија и натаму се соочува со нови политички условувања? Какво е значењето на билатералните протоколи и дали тие отвараат правни и уставни дилеми? Каде е Македонија во новата геополитичка карта на Европа и светот? Ова се есенцијалните столбови, да речем, на вечерашното издание, кој исто така ќе биде се интересно, со интересни и добри, убави гости, што секогаш милувам да кажам, и навистина се убави, похриски, да речам, силни и секогаш се добрододени. Амбасадоре, добро вечер и добро дојдовте. Пладно нашо. Ристо Никовски и Раби Седрак, геополитички аналитичар од Институтот за безбедностни студии. Добро вечер и добро дојдовте. Благодарам на поканата. Еве, рековме и дадов збори и сакав да ве поканам повторно после таа заедничка емисија со господинот Кирил Миновски, кој навистина оставивте добар впечаток, а народот вели слободен, зар може толку да не украдат? Да сме оплячкани. Беше цифрата 15 милиарди долари или евра, чита тоа е наисто. Македонски народни пари украдени, изнесени од државата и не можат да се искористат, бидејќи ако искористат тие таленти, кои имат лепливи прсти, веднаш идат у затвор. Затоа тие затоа си ги лондрите, си ги перат парите. Од 1 милиарда, 300 милиони Кичановиќ, 700 на државата. Се гради економијата на други држави. И никако да дојдеме почитувани до вистинскиот формула како да се справиме со незиното височество, така ќе наречам, корупцијата и криминалот, бидејќи во Македонија е закон. Ја како новинар, пред да влезам во мисијата со амбасадорот беше тука и после господ Раби стигна исто така. Велам, може ли ја да спомнам вечерва во емисијата, ако незаконски, неуставно, паралелен систем, паралелно со специјално јавно обвинителство беше дефинирано 2017 година, за да се тргне на политичка гарнитура раководена од господинот Никола Груевски, кој, да бидам искрен, реков дека овие се мои 5 минути, да речем, на срце ми лежи, на душа ми тежи. Значи, пред аргументите, викат се симнуваат капите. Да, одам по тој пат денеска за Свети Николе, одам за Кочани, изграден време на ВМРО ДПМН. Одам по патот, да речам, према Охрид, видов дека застана, падна некоја бомба, со доаѓањето на човекот кој се вози во скапи јахти, ужива, мува не го лази, дојде само со единствена цел, октруира насаден заедно со неговиот камарат Али Ахмети, да ја спроведе таа политика промена на името. Тие немале никаква задача, ни економска, ни демографска, ни асоцијативна. Тие имале задача да го променат името и да потпишат два страмни документа.
преспанскиот и бугарскиот договор за добрососедство. Мува не ги лази, ослободени. Значи, ти имате една инекција или една вакцина добиено као заштитен имунитет, никој не смее да ги пипне. Видовте дека не може обвинителство и покрај допрен глас и од мојот почитуван соговорник амбасадор, моја маленкост, и сите соговорници и почитуваниот Раби, кои во минатата емисија зборев на криминал, говоревме дека по допрен глас обвинителството треба да стапи во акција. И велам, дали господот Раби спомна дека ако не, зашто да не внесеме? Јас сум да внесеме обвинители странци, че ги обучиме. Че се за 5-6 месеци као тренерите што се на фудбалските ракометните екипи и да тераме работата. Народот сака да, бидејќи Македонија е дефинирана како гладиаторска арена. Дали ќе биде вака или вака? Народот ќе одлучи. Ама кога гледате дека ви се смее криминалец, народна забелешка. Човек кој го смени името. И тој што и тие што си зимат златни визи, замислите $500,000 една златна виза. И те нарекува дека си пациент со имаш проблеми со психијатриски случај, дали воаеризам и така натаму, алудирам на претседничките прашања, ако некој спомне дека уживаат на Белото море и така натаму. Луѓе мои, ова никаде го нема. И ќе завршам. Имав еден интервју со лордот Расел Џонсон, 2002 кога бев во Страсбур, таму направив еден сет на интервју и вика Слободане, како можам, ако сум лорд, да бидам пратеник во вашата држава? Зашто, господине, ваша екселенцијо? Па преку ноќ стануваат милиардери вашите политичари. И таа, наистина, една интересна анегдота, ја пренесувам, да, во Македонија е голем предизвик да си политичар, пратеник или и портир да си најмало на позиција во собранието, нека ми простат пријателите кои работат таму, карикирам. Значи, до највисоката фотелја, значи, се исплатува. Зошто? Од голтар стануваш супер богаташ. И тоа. Тоа беше мојот коментар, на срце ми лежи, на душа ми тежи, а ние ќе го дефинираме вечера со моите соговорници. Повелете, ве молам. Видите, ова све што го кажавте е точно. Има такви еклатантни случаи на криминал, што, мислам, е веќе надвор од умот да не реагираш. Случајот со Теута Арифи како градоначалник на Тетово. Незиниот заменик, исто албанец, да рече дека македонец има некоја меѓуетничка тензија или недоразбирање. Тој откри дека за времето на нејзиното владење, да речеме, во Тетово, имало 200 души во општината кои примале плата, не доаѓале на работа и некои од нив си работеле во Германија. И тоа се објави во вестниците секаде. Ништо не фали. Не. Значи, во Македонија сите знаат кој краде, сите знаат кој прави криминал и не се одговара. Тоа значи дека криминалот е легален веќе. Така да, доека тие работи што се толку еклатантни, разбирате, во политиката некои работи се тешко докажливи, тешко, мислам, може да се изврлат на маса и да се осудат општо и генерално. Али ова е факт, објавено во вестниците, нејзиниот наследник вели 200 души зима и сега објавуваат. Нема институција во држава кај што нема такви случаи. Не доаѓаат на работа со години. Овој, како се вика, Иван Стојковиќ од Министерството рече дека некој 17 години доаѓал на работа, а примал плата. И сега кога го викнале да расчистат, вика, абе 17 години да се оставите ми до пензија. Видите, тоа значи целата држава од државата се прави шега, се прави вид, се прави, мислам, нешто што е апсолутно надвор од умот, срамно нешто. Така да, велам, доека не го расчистиме тоа со криминалната и корупција, се расчистува за 6 месеци, ако се сака и ако се удри со сите сили. Толку. Рави, што би додадали, вие спомнавте на еден добар предлог, ако немаме тука обвинители, ќе внесеме од надвор. Да. И не, ја стојам и да има, пак да носиме од надвор. Затоа што, видите вака, ние немаме, да кажеме, еден вид одреден ветинг систем. Кога кажам тука ветинг, тоа ветинг не е толку комплицирано. Секоја невладина организација во САД се има свој ветинг систем. Ветинг систем да гарантирам, да видам дали
ризиците или опасност, ризиците на овие ликови тежат повеќе или нивните, да кажеме, вештини тежат повеќе. Ако тежи повеќе неговите вештини отколку негова, да кажеме, ризик, ја би го земал. Ама ако повеќе има ризик отколку има вештини или, да кажеме, капацитет или способноста за наработа, тогаш не би го земал. Ние немаме вакво нешто. Значи, во да кажеме, едноставни ветинг систем што ги прават, дури во организации, не владени организации, што се звини, да кажем, прости, че првата работа, репутацијата. Значи, втората работа, значи, има неколку работи. Ние ако гледаме тоа кај нас не го правиме, значи, прво се е рекла казала. На секој човек има нека приказна. Ја би избегнал тоа скрос. И одал би земал до најдалеко точка на ова планета, би земал некој што не знае никој тука. Затоа што одма кога знаеш некој, тоа те вадат нешто или знаат нешто за тебе. Би земал некој што нема историја, ни со Македонија, ни со никој. Ма ни со Балкан, ни со целиот Балкан. И се наново да правам. Така да, значи, ова ја потврдувам што го кажа амбасадорот. Имаме ние имаме инциденти или настани или индивидуални настани врзани со корупција, нече невидено. И после ние зошто никој не доаѓа да инвестира во држава? Зашто корумпирана е државата. Точно. Имат страх. Да, имате почен да работа кога зборувате за странци како нели обвинители и така натака, апсолутно држи. Меѓутоа на нашата држава и требаат странски експерти во секоја област. Ние сепак немаме доволно искуство. После толги години во Федерацијата, кај што мислам мораме да признаеме, Македонија беше на маргините ради самата себе што не се мешаше доволно во федералните работи. И второ, кога станавме сами, се води една таква погрешна кадровска политика. Знаете, социјализмот како систем, кој е идеален, видите што прави Кина, разбирате, пропадна затоа што имаше погрешна селекција на кадри. Во Македонија сега таа селекција на кадри е 3 пати полоша, разбирате. Се партизира све и како велат, не е важно, вика во Золша Гадина на кафезот пише лаф, а натре магаре, вика. Како, вика, лаф, а вика магар натре, ама тоа е, вика, партиски човек, од партијата, вика. Не мислам, тоа е шега на времето уште, тоа е стара шега која покажува се. Значи, странски експерти во надворешната политика, што прави Еди Рама направи чуда во Албанија, му беше Тони Блер му беше советник. Значи, не само што го советуваше, учеше од него, разбирате. А нам ни треба да се учи. Никој нема доволно искуство, никој нема доволно знаење, разбирате. Да. Јас само се извинам, морам да го запазам редот на емисијата, бидејќи треба да најавам екипата и рекламата за вечерашната програма. Значи, мои соработници се Кристина Томич, главен продуцент и дизајнер на овој проект, Иван Алексова, главен инженер во ТВ реализација и Владимир Котевски, програмски уредник. Почитувани, одиме со рекламата и се враќаме во студиото. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Најголем избор на ТВ канали вклучени во преплатата. Гледај над 300 ТВ канали. Враќај програмата во живо до 7 дена наназад. И уживај во видеотека со над 10.000 филмови и серии. Искористете ја ексклузивната можност да ја пробате нашата стриминг платформа Move. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Па еве, знаете што, јас сум таква природа. Јас, значи, знам и да го направам коментарот во интерес на сите вас. Не гледате на сите 5 континента. Гледаноста ни е голема. Дисперзирани сме во просторот, драги мои. Не по моја волја, по ваша барање и ваша волја. Бидејќи ние го правиме тоа што другите не го прават. Еве, јавно настапувам како проект менаџер на оваа емисија. Реков дека постои 26 години. Дај Боже, ќе ја продолжи натаму. Додека Господ дава сила, здраве, па некој ќе ме наследи. Реков дека ние, како телевизија, имаме можност и право да се обратиме до и Телеком и А1. Еве, јас јавно се обраќам до почитуваните
генерални директори на тие две телевизии, ова телевизија бара фронт напред, да речем, фронтлайн, да речем, на повисок ниво, да одиме горе со бројките. Оти знам дека некој од вас тешко доаѓате до бројката 996 е на А1. Еве, тоа е нашиот стрим лайв, Ивана, vtv.mk, по кој не гледате низ целиот свет на сите координати, периодијални и паралели, а тоа говори фактот што имаме преку 100.000 и кусур гледачи на оваа емисија и се тоа. Значи, замолувам за разбирање и на Телеком, и на А1, од ова место патам порака и замолница да бидеме ставени во првите 10 бројки на вашата палета и нема да зажалите, бидејќи наистина сме доста гледани. Нема да замерите, мораше тоа да го соопштам по барање на гледачите. Господо, ако не ве прекинав во разговорот, ја би одел со ова. Дали тоа е изводлива или неизводлива, имајќи факт, амбасадоре, со СЈО дискутиравме повеќе пати. Тоа беше вештачка творба. Не случајно го спомнав господинот Груевски. Бидејќи не може ние, ја не сум адвокат, ниту ќе бидам никому адвокат, но кога ќе гледам дека една политичка партија, коалиција насадена, реков ДУИ и СДСМ, кои потрошиле 32 милиарди, господо, буџетски средства не инвестирали ниту метар во автопатишта, ниту во капитални инвестиции. И тоа е кривично дело, ќе се согласите со мене. Во тоа време направено огромно здање во многу работи, што Македонија доби на публицитет, на интерес. Ако бевме во Нью Йорк Таймс 10-та дестинација на преферирана на посета, као држава на Балканот, и тоа е за респект. Но јас не навлагам од други работи. Кој што има направено, треба да одговара или да му се повлечат, да речем, кривичната одговорност. Ја не сум адвокат, ни сум обвинител. Но, дали можеме и натаму да толерираме се повеќе луѓе кои го сгрешија законот, го погрешија во законот, направија огромен број криминални дејанија, пред се предавството, кое е еден од најголемите злосторнички дејанија и по устав и по кривичниот закон. Еве, што говори Исуото? Можам со вас и со амбасадорот. Ај со амбасадорот ќе бидам малце по-остар, така да посме. Амбасадоре, еве тие зборам работи кои ние говориме цело време и затоа ни падна авторитетот и вредноста. Денеска читам фон дер Лајн, фрау фон дер Лајн вика, немојте вика да гледате кој влага во Европска унија. Алудирам на Молдавија и Украина, дури Руманија вика ќе правиме конфедерација со Молдова. Значи немојте тоа да гледате како беше со Попот. Не правите или не слушате што ви зборам, а не правите што што правам. Не гледате што правам. Дали е тоа коректно и се води како прв човек на Европска комисија? Видите, кога веќе да почнеме од Европската комисија, Европската унија, тоа е еден цивилизацијски проект. Знаете, Европа беше распарчена и ова, велам, едно движење, една политика која нема замерки. И ако не се лажам, првите идеи за Обединета Европа доаѓаат од руски експерти, руски интелектуалци од пред 100-200 години. И тоа била Обединета Европа од Владивосток до Атлантикот. И сега, во врска со тоа, сегашната концепција, и поготово последново кога Европа сака да војува со Русија, Европа не може да биде обединета, не може да биде безбедна, не може да биде стабилна, не може да биде просперитетна без Русија. Не само што е Русија некаков природен привезок, нека биде на Европа, со огромни ресурси, а Европа има технологија. И вториот факт, кој мислам е апсолутно неспорен, че преку 40% од европската територија и припаѓа на Руската федерација. Се ти ако правиш обединување на Европа, без 40%, извините, нешто тука не е во ред. Значи, тоа е прво. Второ, Европската унија, значи, има апсолутно погрешна политика во однос на обединувањето. Не може без Русија да биде обединета, а тие сакаат да војуваат. И слушајте, Европа не може никогаш да добие војната со Русија. Никогаш. Теоретски нема. Сега дури Мерц и други изјавуваат дека може Украина да победи Русија. Па, слушајте, тоа би било најстрашното сценарио. Доведе ли Русија, видите, војната во Украина, како што мнозина ја нарекуваат руска
инвазија и така натака. Тоа беше војна меѓу Русија и Америка. Тоа го потврди повеќе пати Трамп, кој рече да јас бев председател. Нече служиш. Немаше да случи таа војна. Значи, кој е виновен? Бајден. Мислам, толку треба да си, не треба да си многу писмен да го тоа разбереш. И тоа е факт, разбирате. На тој начин сакаше да се елиминира Русија од светската сцена и после да биде концентрацијата американска на Кина. Главниот предизвик е Кина. Значи, велам, една тотално погрешна американска политика, Трамп, кој по многу што е така за чудење, за неверување, менува позиција и така натака, меѓутоа има една историска заслуга што рече дека со Русија може да се градат односи. И со Кина исто така. Он ја промени американската безбедносна политика во таа основа, на таа линија и рече Русија и Кина не се душмани, туку се ривали со кои треба да се такмичеме. А Кисинџер има изјавено пред да почне, нели така, кој рече доколку продолжи ова американска политика кон Кина, неизбежна е војна, а тамо да биде само нуклеарна. Значи, сега се вратиме повторно, спомнавте Молдова. Јас бев во Русија во 2005 година ми се чини, ако не се лажам, Брасеску беше председател тогаш, во декември 2004 избран за председател на Романија, беше во Москва и имаше средба со Путин. Има и други интересни детали, сега ќе избегнеме. Нивниот амбасадор ми кажа, вика, директно му кажа на Путин, Молдова е романски дел и прашање само кога ќе се обединиме. Така да овие сега најновие вести што доаѓа дека и собранието одлучило и вамо тамо, значи тоа може да биде дури и некоја концепција на Европската унија да се, нели така, да се на некој начин раштат некои прашања. И да се вратиме на ова врска со криминалот, што е клучното што го покренавте. Знаете, нема нерештливи прашања. Нема безизлезни ситуации, има само луѓе кои се така чувствуваат. Ние можеме корупцијата која е ендемска, која е рак-рана на општество, разбирате. Немате ништо да решите без корупција. Значи, за тендерите што слушаме, све што се правило, како се правило, тие милиарди дека се украдени, јас во тоа не верувам. Ако навистина некој украл 15 милиарди во држава, заслужува Нобелова награда, разбирате. Премногу. Збориме за колку години, не за... Не е важно, нека биде за 30 години. 15 милиони на 30 години со 500... 15 милиони на 30 години се 500 милиони евра годишно. Нема во Македонија такви капацитети кои може толку да украдат, разбирате. Ова се информации амбасадоре? Нема такви, таа не верувајте во тоа, велам, го тврдам тоа. Јас сум економист и тие работи не ги разбирам може 100%, али ги разбирам доволно. Да украде некој 500 милиони годишно во Македонија, треба да биде генија. Такви немаме ние. Али добро да го забравиме тоа. Велам, корупцијата може да се намали за 50% за 6 месеци. Али прво треба да има подпредседател за владата, со најшироки овластувања, тоа го нема. Претходно имаше еден кој путер фати, сега овој другиот си отиде за добро однесување, 3 месеци на работа и примал плата. Апсолутно неприфатливо, што покажува дека не функционира државата. И, значи, прво мора да има подпредседател, второ мора да има штаб за борба со корупцијата, разбирате, кој ќе направи стратегија, може тука странски експерти се земат, и прво што треба да се направи, пред да се направи стратегија, листа на институции кај што има корупција. Сите ги знаеме. Сите ги знаеме. Од МВР па до здравство, па до, да не зборуваме, сите факултети и така натака и така натака. На таа листа, после тоа, како се вика, штабот, прави комисија за борба против корупцијата во секоја од тие институции. Знаете, во судовите, секој знае кој е корумпиран од судиите, секој знае што и како, сите знаат. Тоа е најклучното што реков. 200 души неодредна работа земале плата и никому ништо, знаете. Ако направиш таа комисија, со да мора да поднесува, нека биде 3-месечни извештаи. Истиот момент кога направен факултет ќе има таква комисија, сите тие професори што се корумпирани, ќе се замислат. Сите. И од нив, ја не верувам ни 50% дека ќе продолжат да бидат корумпирани и да делат испити, разбирате. Значи, има начин, али тоа треба да го спроведе некој.
А кај нас, ми го и враќаме. кај нас само уште еден збор. Да, Значи, повелете. кај нас, еве имаме нова влада 2 години, за во борба против корупцијата не е направено апсолутно ништо. Да. Да, и честитаме 2 години од незиното работење, заборев, не можеше на почетокот тоа да спомнам. Меѓутоа, што да ја кажам, 2 години, она била на ветрометина од првиот ден. Ја му благодарам на господин Мицковски, господин амбасадоре, јас и со вас, повеќе пати во емисија, нели спомнавме, барам го замолив да направи проветрување, господин Мицковски во владата, после 4-тиот месец или така. Видов дека тимот мора да добие нова енергија, нова крв, Тоа е нормално. ново знање, Тоа е што е секогаш нормално. нормално. И навистина ви благодарам, господин Мицковски, не се куртуазни фрази, туку искрено. Верувам дека ќе донесете луѓе кои ќе знаат да раководат, да работат у тим со вас, да биде вистински дрим тим, да имате енергија да трчат фигуративно, да работат, а не да бидат с краја да е некој што не работа, не иде сега да доаѓа да биде министер и така натаму. Тоа не многу е, јас ве замолувам, так верувам дека нема да ставите. Господин Раби, што мислите вие за ова што добро благодарам на амбасадор што ја врати дискусијата на криминалот и корупцијата. Верувате како ја гледате оваа ситуација во која Македонија наидува на голем предизвик со нова реконструкција, менување на тимовите и сето она. Дали Македонија има капацитет, има кадри кои може да бидат дел од ова група? Секако дека Ве молам. Македонија има кадри, Ве молам. најдобри, едни од најдобри кадри во свет ги има, ама само они не се во функција, не се да кажеме ангажирани во работата за да може да покажат да прават резултат. Тука ја не дека не се согласувам со вас. Тимот на премиерот е добар, еве да кажеме првиот пред реконструкцијата, пред 2 години. Ама проблемот дека овој тим, министрите што се во влада, заменици министрите што се во влада, не знаат каква војна се води против нив внатре во самите институции. И затоа ви кажам, не се согласувам со вас, која рековте, еве се надевам и сега премиерот ќе донесе луѓе, што, ма тие што биле претходно, тие знаат да работат, врз основа на што ги одбере премиерот. Тие знаат да работат. И сега да не именуваме еден по еден, ако земаме еден од тие што ќе заминуват од например, од министерство, ќе дојде еден нов место нив. Они не дека не направиле резултати затоа што они не се добри. Они направиле резултати затоа што има некој внатре што ја сруши институцијата. Сега, ние тоа го кажаме на многу емисии, кажаме во изминатите 2 години. Некој војува, сега, има луѓе што прават саботажа на самите институции од внатре. И сега, и премиерот утре да донесе сите, да кажеме, роботи, или најдобри да ги носи од било која држава во свет, се додека не се избркат овие од работа, ќе продолжи така да биде. Така да, не дека немаше 2 години резултат затоа што тој министер е лош, ма министер е политичка фигура. Министер не мора да биде, сега, убаво да знае по нешто, ама околу него има државни советници, има тим, има екипа внатре, има раководители на сектори, на оделение, на тоа, има пиар, има тоа. И сите тие учествуваат во успехот на институцијата. И успехот на институцијата се рефлектира, значи, успехот на министер е од успехот на самата институција. И сега, што чекале? Значи, овие министри не се криви дека нема напредок, се криви затоа што не ги изберкале тие што прават саботажа во институција. И сега, уште еве месец дена ќе почнеме да ги именуваме тие луѓе во институциите, што треба да се изберкат од работа. И тука нема врска, ни етниката, ни политичката припадност, ни ништо. Значи, сакам да кажам дека тој што прави саботажа, без за разлика да припаѓа на било каква етником, да припаѓа на било каква политичка партија, треба да се изберка од работа. Прашањето, има саботери, и сега има саботери, ако сакат, нека се јавуваат, ќе им кажеме по име по презиме. И сега, зошто до сега тие не се изберкани од работа? Да прашаме ние министрите, колку дисциплинска постапка имат поднесено во секоја институција, дали имат поднесено дисциплински постапки против персоналот што е внатре? 0 има. Точно. Зошто ангели се? И сега. Толеранција непотребна. Не толеранција, не толеранција, страф им е, за да не влага во конфликт. Тоа е саботажа на крајот. Да, тоа е истото на политиката на АМЛ во банките. И ова, значи, еве го спомнувам и ќе ви стана јасно сега.
Што прават АМЛ во банките? АМЛ во банките кажуваат дека, еве си, например, ние очекуваме инвеститори да дојдат во држава. Главно сега, кој може уште да сака да инвестира тука, ќе се доаѓа од земја, на пример, праваме еве Саудиска Арабија. Саудиска Арабија има своји банки таму, покрај меѓународните банки. Нормално е во секоја држава да има пола локални банки, пола странски банки, а не како кај нас тука сите странски банки, немаме македонска банка. И сега, он што прави во АМЛ? Во АМЛ прави некоја проценка. И сега дојде еден инвеститор, од Саудиска Арабија или од Катар, што желен да инвестира во држава 1 милиарда евра. Он што го прави? Ке го гледа вака и ќе каже, ја уште ќе правам безбедносна проценка, па може да се случи вака, боле да не го прифаќам. И си го блокира инвестицијата, ја блокира. Ја блокира еден со средно школо, нема ни факултет, што седи во позадина во банка, блокира инвестиција во државата што може да вработува 1000 луѓе и да го подига стандардот. И сега, кога ќе сваќат министрите дека некој им прави саботажа внатре во институциите? За критиката на перформанс има време и ќе збориме за критиката на перформансот на тимот. Ама тимот е добар. Тимот има факултет, како кажа тоа. Тимот има некаков работен искуство. А тие што прават саботажа, до кога ќе им дозволиме да работат во институциите, да ја уништат државата? Тоа што не го разберат се уште, дека они не уништат тука мандат на премиер, или не уништува тука слика на партијата, или не уништува тука, да кажеме, тој лик министер што води институцијата. Ови уништуваат услугите што треба граѓаните да ги добиват. Тие што треба ја да ги добива. Вие, сите други. Заради ваквите не може да најдете лекови во аптеки. Заради ваквите не може да извадите визи. Заради ваквите не може да правите... Значи, така дај се да даваме малку внимание на вакви. И затоа, тоа го кажавме од кога се случува настаните, значи, пред Коча ние тоа. Треба тука, покрај сето ова, треба премиерот да земе, значи има некој 10 што седат, имат повеќе време, сигурно има. Да се земе овие 10 и да стојат надвор под чадор пред влада и да бидат они decision maker, носачи на одлуки, за да секој што има некој проблем врзан со корупцијата и со недоброто владењето на институциите, да дојде до влада, да стигне до премиерот да му кажува. Истиот момент да се реши. Истиот момент да се реши. И го кажа 10, знаете како со бројче во А1. Значи, јас сум сигурен дека има во администрација 20 луѓе што послободни се. Да се враќат од кафани, да се седат таму, секој од нив да се седи на маза и доаѓа first come, first served. Доаѓате, вие имате проблем во пион. Ке ви земе он и во рака. Ке одите таму и ке го решава проблемот. Го решава и истиот ден. Да, со мандат за решавањето на проблемот, не за разгледувањето на предметот. Не може веќе фирмите и граѓани да издржат. Денеска, ако има нешто со неправда или со некој проблем во малите средни компании, треба да се поднесе постапка кај суд или во второстепена, треба да се чека најмалку 7 месеци. Кој може да издржи 7 месеци да чека? Кој може? Све паѓа во вода. И сега, овие нека седат и нека фаќат, граѓаните нека дојдат еден по еден да му се решават проблемите. Ама не може да се стигне да се кажува дека има проблем. Така да, саботерите, како што има реконструкција, треба тие да се избркат од работа. Не кажуваме дека треба да одат до затвор, не кажувам дека треба да ги тужат. Само трни ги. Дека трни ги, стајаат дека прават јавни работи. Нека одат во улица, нека сега прават било што, нека се редуваат, нека косат трева, нека се редуваат дрвца, нека прават било што. Значи тие се штеточини кои нанесуваат штета не само на владата, на целата држава. И тие седат таму. Сега има ВМРО на власт, тие таму се. Ќе дојде нека друга пак таму се. Тие никој не ги тргнува. Слушайте, сега ќе ви кажам пример на ова што зборуваме. Керката моја живее во Холандија и има 10 години, можда и повеќе, 10 години има сигурно, донесува холандска фирма да прави патеки во Команово, бившиот ЧИК. ЧИК, да. И почна со работка да продолжеше, денеска мислам дека 3000 души ќе работе во Команово на тој проект. Што се случи? Доаѓаат, тако или им праќаат со овие брзи пошти примероци, разбирате, на патеки какви треба да ги прават. По една патика, разбирате. Тие патики на царина ги сечат на пола и ми ги праќаат неупотребливи.
кај Каргов беше тогаш директор на ЦРН, еден гений, иначе, извонредна личност. Јас тоа викам, слушај бе, вака и вака се случува. Викам, што е ова? Вика, тоа, вика, од опозицијата, вика, бойкотира државата. Ова што го скажувате. Вика, ја бойкотираат. Викам, знаеш ли што ми кажуваш? Значи, он да свесно го прави тоа, затоа што е другата партија на власт, или не е нивната, да свесно го рушим, ја руши можноста за бизнес да се развива. Ја бойкотира, ја уништува. Не, тоа е саботажа. Саботаж. Тоа е директна саботажа, разбираш. Викам, ова е конкретен случај што јас сум го доживел и велам и сум го разговарал со директор на царината тогаш. Пак ќе се надоврзам дека нема казнивост. Тоа е Не можеме ние сега, тоа е убаво. Наоѓате, господин Раби, една мирољубива, да речеме, така солуција, не ги казнувате, не идете со тоа. Меѓутоа, за ваков начин, кај што свесно уништуваш држава, уништуваш орган, да речем, јадрото го уништуваш, не можете да не го казните. Јас сум против такви ригорезни мерки, меѓутоа, постојат закони, постојат правила. Ако идам у шеријатот, навистина, ќе речат, зошто во Саудитска Арабија, тој дел од светот, ќе најдете новчаници, паричници, редови работи, на место 5 дена ќе стојат. Ден на кој, во овој дел на Балканот и така натаму, за секунда ќе го снема. Затоа што има казнена политика. Казнена политика е тоа со која рака си го направил, со таа ќе ти се острани. Звуча, може би, простете, знам дека не е убаво како христијанин тоа да го говорам. Зошто не? Шо е проблем? Меѓутоа, да посегнеш по туѓото, да посегнеш по тоа што не е твое, а да не ти фали ништо, тоа значи не е во ред. Види дека има злочин, мора да има казна. И да се разбереме, јас работев во Албанија некое време. Во Албанија, во саобраќајот беше катастрофа. После повеќе години отидов повторно таму, сите водат со 60 км на сат. И јас ги прашувам локалните, ли имам давно дуги ќе ги знам, викам, шо, казни, на секој 5 км на полиција, вика, казна, вика, и луѓето сваќаат дека нема играчки. Се смени менталитетот. Ама така ќе го мениш менталитетот. Дека има злочин, мора да има казна. Ама се случи кај нас во Сеф Сити, утре дента сите возат 50. Сите возат 50. Тоа може и на други работи да се однесува, не само Сеф Сити, е само парадигма, нели? Тоа е Не, ја кажувам дека тоа вреди да се пофали тоа. Значи видикле како во рок стварно на еден, не, они дали некој грейс период и после тоа одма нема веќе нема шала. Да. Еве да одиме тоа што збориме, ја отварам кутијата, да не там пандорона кутија, бидејќи навистина ми дава за право да го коментирам тој најпарадоксален случај, тоа е со протоколот 1 и 2, кој навистина создаде на катастрофа во Македонија. Не катастрофа. Ја го прифаќам ставот на премиерот што вели реформи на нашиот мајндсет, на нашиот разум тука, не за Европа, не за никој, за нас, да некако да станеме држава. Нас не почитуваат Запад, бидејќи сме лопови, крадци, се крадеме самите себе, се вика, а кој краде таму, па мене ќе ме украде там, бетери, затоа не те примам. Но, ајде одиме со, ако ми дозволите да го дефинираме протоколот 1 и 2, што навистина, ја поздравам госпоđата Лилјана Поповска, која ја постави таа уставна иницијатива за уставноста и законитоста на овој парадоксален документ, што беше далеко од јавноста, далеко од опозицијата, далеко од умот и на еден многу шверцерски начин новинарска забелешка беше применет преку ноќ. Амбасадоре, ви имате на добар правец како тоа да го артикулираме. Еве како го дефинирате предлогот на госпоđата Лиле Поповска, која вели јавна расправа пред се сака да се дискутира и конечно како држава, како институција, Уставен суд да донесе одлука, правична и праведна, која сигурен сум ќе се согласите со мене и 20 ќе согласите, треба да се поништи. Ништовен документ, кој е ниту ратификуван во собранието, ниту објавен во службен весник на Македонија, со значи невалиден документ. Не, тоа е обичен записник. Обичен записник. Записник обичен, нема никаква вредност. Меѓутоа, вие го покrenавте клучното прашање. Македонија моментално е во ќорсокак. Знаете, нашата политика на евроинтеграции е апсолутно позитивна, корисна и единствена, да речам,
логична во дадените услови. Меѓутоа, ние заглавивме. Вториот протокол кој го потпиша претходната влада е чин на предавство. Прво и прво. Второ, чин на тешко политичко и правно политички и правен криминал, разбирате? Бидејќи тој втор протокол, знаете, према член 13 од договорот за непријателство со Бугарија, постои обврска да се формира меѓувладина комисија, македонско-бугарска, предводена од министер за дворешни работи, кои секоја година ќе одржуваат средба на која ќе се врши ревизија што е направено договорот. Подпишани се 2 протокола, а треба секоја година, значи има 7 години, колку има 8, значи нема други. Првиот е го подпиша Никола Димитров, лош е, неприфатлив, али не е страшен. Тамо главно е заедничката историја која има и во договорот. Вториот протокол со Бугарија, вториот записник со Бугарија, е нов меѓудржавен договор. А и во самиот договор за непријателство од 2017 година, член 12 пишува: било каков амандман на овој договор, било какви промени внесувани во него, мораат да одат на повторна ратификација во собранието. А овој втор протокол има 15 нови обврски за Македонија, нема за Бугарија ништо. 15 нови. Клучна и главна е промената на уставот. 15 нови има. И никому ништо. Значи, тој е нелегален. Во Македонија никој за него се нема изјаснето. Собранието него има, не разговарало, не го спомнало собранието тој протокол. Подпишувањето е, велам, чин на предавство и капитулација македонска, али власта очигледно нема спремност да се повлече од него и сите последни изјави зборуваат дека не знам едно, друго, трето, али Македонија, ако не го поништи тој протокол, а постапката е со една нота која денеска може да строчиме од 10 реда ради непочитување прво на постапките, нерегуларноста на документот. Бугарската страна ништо не спроведува тој договор. Тамо клучна во тој договор за непријателство дека ќе не поддржуваат Европската унија. Ти не блокираат. Ти не блокираат. Второ, ако нема секоја година такви записници, а од 7-8 години има само 2, значи тој договор не се спроведува. Не важи. Значи, сите елементи се да тој договор биде, тој протокол биде поништен, а Македонија не го поништи тој протокол. Нема никакви перспективи. Тоа ви го тврдам како човек што има некој искуство од дипломатијата. Лијана Поповска покрена една изванредна иницијатива кај Уставниот суд, со која и дава шанса на власта. Да и помогне, што очигледно на власта и дишат во врат сите тие меѓународни фактори од Бугарија, Вашингтон, Брисел, кои велат, немојте тоа да го закачате, договорите се свети. Америка откажа 3 светски договори. За климата потпишано Париз од нивниот председател, за нуклеарната програма на Иран, нивниот председател потпиша, и TPP, Trans-Pacific Partnership, за трговија со 12 земји. Се повлекува од договорите. Значи, видите, во дипломатијата, потпишувањето на договорите меѓународни е рутина. Откажувањето е така рутина. И обврска на нова власт која доаѓа. Во принцип, новата власт во секоја држава ги наследува меѓународните обврски кои ги преземале претходниците. Меѓутоа, ако имаш ти аргументи и факти дека некој договор е штетен на фундаменталните интереси, како што се двата и со Бугарија и со Грција за нас, а особено вториот протокол, ти имаш обврска да се повлечеш од тоа. Затоа што ако не се повлечеш, немаш перспектива. Значи, само уште кусо ќе завршам. Значи, ние сме пред свршен чин. Или ќе го откажеме тој протокол, или Македонија нема никаква перспектива. Затоа што од тој протокол произлегува прво нашата обврска да го менуваме уставот, ние сме прифатили. Или ќе смениме уставот, или ќе се повлечеме тој втор протокол. А најстрашното е за нас, најстрашното не е уставот, промената на уставот, е преговарачката рамка. Во преговарачката рамка е влезен вториот протокол, а од кога е
финализирана преговарачката рамка на 30 јуни 2022 година, на 30 јуни, вториот протокол не беше подпишан. Подпишан е после 3 недели, на 19-ти, така, разбирате? Значи е тотално илегален. Јамка што вели. И затоа, мислам, сите аргументи, сите факти се во наша корист и треба да се откаже. А да само уште една дефиниција за што сега сите се очуваме со промена на Уставот. Ние утре да го промениме Уставот. Заутре тоа да важи. После 3 месеца, да започнеме после недела дена преговорите. Блокада. После 3 месеца да ги завршиме да овој преговорите. И што следува? Ратификација на нашето членство во сите 27 собранија парламенти. И што мислите вие? Бугарското собрание ќе изгласа, ќе ратификува наше членство, ако не прифатиме дека сме бугари по род, дека јазикот не е бугарски дијалект, дека историјата на заедничката бугарска, никогаш не може да направи тоа. Значи, промената на Уставот, како ултиматум со кој се очуваме, и сите за тоа зборуваат, никој не ја спомнува преговарачката рамка. Разбирате? Е апсолутно неодржлива ситуација. Македонија е пред тежок избор, кој веќе времето работи против нас, и ако подхитно не се откаже вториот протокол, Македонија ќе заглави и ќе остане изолирана енклава на Балканот. Рави, што би додадал на се тоа со оглед дека имаш? Имам доста да додам. Значи, прво, ние тоа една голема грешка ја правиме секогаш во Македонија. Никогаш не правиме вид од одитинг, ревизија, одитинг, на настаните што се случувале во минатото, за да научиме од нашите грешки. Не го правиме тоа. Не го правиме тоа ниту во настаните во 2001, ниту не го направивме тоа во Преспанскиот договор, ниту го направивме тоа со договорот со Бугарија, за да знаеме каде сме сгрешиле. Една работа, ако ние знаеме, lessons learned, ако знаеме каде сгрешиме пред 10 години, наредниот на ситуација што ќе биде слична на ова, ќе кажеме, чекај малце, ние тогаш сгрешивме, овој пат не треба да грешиме. Втората работа, ароганцијата на македонската страна и авантуризмот, не знам, нема друг збор да го дефинирам тоа, да одите, да имате 18 души од грчката страна, кога беше моментот за преговорите за договорот на Преспа, каде најмлад од нив има 60 години, а ние одиме тука со 4-20 детолинија, немат ни 35 години, да преговарат со Грција, што се сакаме, некеме сме ги збореле прошлиот пат, сепак се имат сериозни, да кажеме, политичари и во игра пред многу одамна. Ние мислиме дека ние со четворица ќе победиме против 20 од најискусните, возрастни, со искуство. Што е искуството во решавање на ваков вид на проблеми на овие од нашата страна? Дали знаеле како се решавале проблемите што биле слични помеѓу Данска, Финска, Било каде, Германија, Полска. Да, ама сакам имено да кажувам Сирија и Либан во прашање за идентитет. Бидејќи Либан е вештачка држава, вештачко политички субјект креиран, нели, и спорот што беше помеѓу нив или спорот како беше помеѓу Саудиска Арабија и Кует. И сега, значи, овие немат ни искуство теренски за решавање на ваков вид на проблеми. Не верувам дека го учеле тоа во историја или во нешто вакво, направиле некаква компаративна анализа, може, и влегле, и тој авантуризмот, да влезеш, сега ја ќе влезам, ќе преговарам, ја ќе го решавам тој проблем за 5 минути. Тој со таков стил. Резултатот на тоа беше еден договор, преспанскиот, што до прва ќе осеќаме ние последиците. Апсолутно. И сега кога ќе дојдеме до трговските марки, кога ќе дојдеме до значи ова до прва ќе осеќаме штетата. И да дојдеме на делот на Бугарија, каде слична приказна се случува,
И каде тука збориме за заедничка историја. И сега, видите, ова мој став има историчари ти кажат не точно тоа, ама ја не верувам дека постои нешто што се вика заедничка историја. Затоа што ако има заедничка историја, значи тоа беше еден субјект. Еден народ, не може да биде Еден субјект. Точно така. Тоа е исто како, на пример, маж и жена што имале историја, значи биле у брак или биле во некоја врска. Ние може да имаме заеднички настани. Може да имаме заеднички политички И со фигури. сите имаме такви. Да, може Со да сите имаме имаме. заеднички Личности, настани, Еве како јас, доаѓам од точно. странство, сум во Македонија, еден ден ќе заминам од ова планета, неколку држави ќе кажат, Раби беше со нас, или беше он ваков или таков, или беше македонец. Само тоа има. Заеднички има. И ставањето на ваква ставка или вакво нешто во договорот отвара врата сега за да дојде било кој манипулации. или кој стигне да дојде да те прави манипулација во вакво нешто. Ете тоа е проблемот. Ние немаме искуство, како вие што рековте од почеток, кога јас се доаѓам во еден момент немам искуство, во врска со финансии, не разбирам, ќе се јавувам на нашиот другар, ќе му кажам, совет ми треба, ова, ја не го разбирам. Ми треба помош, дојде помогни ми. А не да одам сам да влагам во вакви Ова авантури. што го зборува Раби на почетокот, кога почна судирот со Грција околу името, Кофос беше шеф на штаб во Министерство за дворнешни работи, имаше 100 врвни грчки и странски Евангелос експерти. Кофос. Евангелос Кофос. И странски Тој иначе експерти. по-македонски. Да. И странски странски експерти. експерти. И не подалеку. При преговорите за Охридскиот рамковен договор, кој беше оден најоштриот удар врз фундаментите на македонската држава, албанците имаа странски советници, еден од нив го јас го знам, а македонците се тие голобради момчиња кои сметаат дека се светски личности, да не ги спомнувам имињата, не заслужуваат да не потребам некој лош збор, разбирате. Тие таму изиграваа главни, се правеа Па тие важни. го донесоа амбасадоре. Се сеќавате, еден ваш поради колега амбасадор кој е вратен, бидејќи трошел многу пари македонски и се уште нема никаква одговорност нема. Нема да решам ребуси, тоа е Фршковски. Фршковски го носеше документот на англиски јазик. Се викаше кардиналска сеанса. И еден висок функционер, да речам. Тоа е на екипа професори. Се согласите со мене? Абе, реков, Извини, тоа делот за професори што исто мене многу ме. Па тие професори што биле на време, па тие извини пораснати каде во капитализмот или во време на Југославија? Пораснати во време на Југославија. Па тие кој ги стави во таа позиција? Како дошле да даде това? Да, тој што отишол да преговара со Бугарија или со Грција. Кој му беше професор? Најдобриот професор во Македонија во време на Југославија. Кој го стави во таа позиција? Дека он гениалец бил и дека беше лојален на некој сега партија, сега не знам ја Југославија како функционирала, Така ама не. убеден сум дека беше по Види, сепак во таа Југославија имаше ред и поредок и оваквите случаи да еден аматер, еден Се решаваа забеган, за 24 еден часа. блефер, окей. една препотентна личност која нема никаква основа, не можеше да до израз. А кај нас сега, велам, се случуваат такви работи што мора да загрижуваат. Еве Охридскиот рамковен договор која се поправаше, која се подготвуваше, такви или овој во Нивици, слушај, тоа се примери Тешкаши кои работат на тоа. примери како аматери изиграваат врвни професионалци. И затоа скренува дереđe. и не сме правиле ревизија да научиме од тие грешки. Не сме ги правили. Раби, еве и амбасадори вас ве прашам со оглед дека тоа ми е утрешната колумна. Влагам со еден став, апропо интервјута на председателот на Уставниот суд, го гледав пред некој ден на една телевизија, каде што вели, го чекам ставот на владата, па да се произнесе. И на министерството. И на министерството. Да. Имајќи факт дека тука е јасно, господин Тодор Петров, да не го заборавиме, и тој е еден од поднесителите на установната иницијатива, за околу законитоста и уставноста на овој записник. И јас ќе се согласам записник, кој потпиша на еден швейцарски начин. Точно, И дека на крајот на криштата нашиот уставен суд е врвот, ќе се согласите со мене. Ако донесе став дека треба се одбие, со тоа ние ќе го покажеме авторитетот како држава. Ако владата не може да се произнесе у таков стил, новинарска забелешка.
Исправете ме ако грешам. Значи, дали треба Уставниот суд да биде стамен и да си го каже својот став, што е факт? Види, малце изненадува, да речем, информацијата која даде председател Уставниот суд, кој вели ние околу оваа иницијатива која судот веднаш ја прифати, тоа е јули минатата година. Да, скоро година дена. Не, скоро година дена, еве го, јули е за 2 дена, разбираш. Да. Година дена судот не презема ништо, али вели, ние побаравме мислење што има логика од владата и од Министерството на дворешни работи. Вика, немаме добиено. Тие очигледно не се спремни да преземат чекори. Уставниот суд мисли. Не, владата и Министерството, ако ти не одговориле, видите, по законите за државната управа, секоја институција на било кое барање мора да одговори во рок од 15 дена. Кој некоја, овика, одамна сме барали, нема одговор. И чим нема одговор, Уставниот суд треба да рече, значи тие немаат став. И го прифаќа. Не го интересира повеќе. Тој за да дојде до една, да речам, правосилна одлука, да една одлука која не е спорна, која е во интерес од секој аспект на државата, бара од повеќе институции мислење. Нема ли институцијата мислење во рок од 15 дена, ги бришиш. Така да, Уставниот суд нема правдување веќе. Уставниот суд мора што поскоро да се изјасни, бидејќи реков, Република Македонија, ваква каква што е, ако подитно не го повлече вториот протокол, како држави ќе немаме перспектива, не са како народ. Како држава немаме. Видите, се во тоа се сведува. Наставно нова имам едно чудо резултати на изградба на патишта, железници, вамо таму тоа не е спорно. На надворешно политички план нема никаков резултат. А велам, нашата судбина, нашата перспектива, нашата иднина и од натрешно политички план. Разбирате, ако ова е европска интеграција за која сите, јас сум прв за тоа. Европа и Европската унија е навистина нешто цивилизацијско за кое треба да направиме се, меѓутоа со достоинство и со крајната глава. Ако не се повлече вториот протокол, Македонија нема теоретски шанси да се приближи до Унијата. Теоретски шанси. Значи, ние сме пред избор, да или не. Ако сакаме да, треба да го повлечеме вториот протокол и да одиме натаму. Ако прифатиме вака, сите изјави што ги даваат врвните политичари во држава околу тоа се апсолутно неприфатливи. Ние, вика, има една изјава се вели, па Бугарија не ги доведе во прашање двата протоколи. За Бугарија тоа се триумф. Точно. Кој што триумфирал утре ќе рече, некој што победил на Олимпијада ќе рече не ми треба евија златнава медалја, златниот медал, никој нема да го направи тоа. Така да од никого не треба да очекуваме никаква милост, или сами ќе се избориме за она што ни припаѓа, или ќе си подпишеме самите смртна пресуда. Без повлекување на вториот протокол, Македонија нема перспектива никаква. Раби, твојот коментар? Мојот коментар, и сега се согласувам со негово, со амбасадорот во ова, ама малце тешко Да се случи тоа? Не, тешко да употребуваме зборови дека нема да имаме перспектива и вакво, сега во право е. Значи, ние, вака кога почнавте да зборувате за Урсула ван дер Лајн и дури и за Каја Калас, што јас на секоја дневна основа имам критики против нив. Ако вие следите на социјални мрежи и тоа, секој втор ден, ама во право е. Не наша работа да се буниме или да бидеме, сега зборот, да ми опростите за тоа што не сум научил македонски во школу како вас, да бидеме како кукавици, еве Молдова, еве Украина, еве Молдова, еве Украина. Да, ова не наша работа. Смо го кажал кај вас, смо го кажал во секоја емисија каде сум бил. Ние треба да средуваме нашето двор и да бидеме доволно јаки и на solid ground, на солидна основа, за да можеме да влеземе во било каква борба и било каква битка. Ние се додека имаме проблемите со корупцијата, со владењето на право, со добро владењето на институциите. Јас имам слабоста, тоа се вика вулнерабилност. Имам место каде може да дојде од Бугарија и да го откупи тој што седи на шалтер и да прави штета на држава. Што сака да прави и да ми прави на мене штета. Ние, се додека, значи ја дополнувам тука, да, ние, опасно ние, затоа што сме вулнерабилни од внатре.
Ние ако сме Ранливи јаки, сме, ранливи, ранливи, извини, да, за да. зборот, да. Ако не сме ранливи ние од внатре, ние ќе Друга може да работа. војуваме. Второ, нашите пријатели, лоби, пријателство што треба да ги истакнаме. Сега не заборајте дека исто имаме ние претходните 7 години што биле со прошлата власта, што направиле штети во државата, што не ни вратија на, да кажеме, 10 години назад, туку 50 години назад. И од видот со Преспанскиот договор и со Бугарскиот договор и до многу други работи. Спомнавте и ви не стигнав да коментирам за СЕО, кога правите споредба на тоа што го кажувам јас, за да носиме ние од странство целиот корт и суд за корупција со специјално јавно обвинителство. Па тој завршил ја затвор на крај. И сега, да, тој дојде што мене ми предава за моралот и за моралот и за како треба јас да добро да владеам со институциите, завршуваше у затвор. Тоа значи сите суди, сите обвинители, сите во специјални јавни обвинители, не само дека треба да одат у затвор тие што направиле вака, туку секој предмет што они го имат допирано со рака, треба да се приспита. Проблемот тука да се приспита сето тоа е да дојде на крај да кажува дека ете ти после 20 години откривме дека тој човек не беше крив. Еве, го ослободиле од затвор. Еве ја тужил државата и ќе се добие општета. Кој ќе ја плати општетата? Пак ние. Ме разбирате? Ами тоа треба да се расчисти, барем да се расчисти. И за да се расчисти треба како вие што рековте. Од делот за борбата против корупција, значи ние ја има таа секаде. Треба како што кажаме. Да се има некој, еден, не сакаме 10, еден човек да дојде, тој ќе биде одговорен на решавањето на проблемите со корупцијата. Тој да имаме сите пристап до него. Точно. И кога ние во прв момент кога се сретнуваме некој проблем, да не влеземе во постапки, процедури со судови, со како ги вие со второстепена, трета степена, не знам. Комисија. Не, он ќе ми фати од рака, вака ќе би носи каде има проблемот и ќе се реши проблемот на лице место. И утре го решава Да, проблемот. исто како во војска. Корт маршал. Одма. Судот на војска ги решава проблемите на лице место во истиот ден. Тоа е убаво, одиме интересно е влез надвор, значи влагаме и скачаме многу пак во контекст на тоа. Тоа е убаво. Реформите мораме да ги направиме, а тоа се борба против корупција, Тоа е наш интерес. наш интерес. Не ни на фон дер Лајен, не на Кошта, не на Кајлас и така натаму. Но тоа треба добра волја. Ги детектираме ситуациите за тие траблмейкерите, за тие кочничари што прават селфи, шеф јаде и ќе му покаже на Рајко, слушај, јас се познам со примерот со заменикот, ајде да завршиме бизнис и Кичановиќ. Таквите треба да се тргнат, се согласувате со мене. Да. И имаме. Како види? Такви, еве само многу што сакам. Ама повеќе има од овие отколку работливи, значи да не. Таквите се тие се знате зашто чечам, ако се сликаш со премиер, тоа се 5000 марки, се сеќавате со Бубо Каро, сега ќе му правам реклама. Стварно? Па да, имаше така еден скеч. Со кого ќе се сликаш, имаш толку вредност. Имаш Треба да го мислам тоа следен пат. Но не случајно тоа беше пред 15-20 Каров. За реклама ти барам. Одлични бе. Да, меѓутоа добро преку тие скечеви се кажуваше, се спомнуваше трагедијата во Македонија, тоа криминалот и сето на што критиката директна, прецизна на се. Нам не ни треба, и јас секогаш милам да им кажам и на политичарите и сега, не ви треба премиеру. Никош да имате двајца кои ќе рече си шефе, браво, супер, кој што имаше Заев, кој сакаше да го фалат, величат и така натаму. Вие сте стамен и сте објективен, но ова што вечера го слушате, верувајте, имајте го на ум. И јас стојам и натаму на ставот на господинот амбасадор за вториот протокол. Мене ми пречи. Ми пречи, бидејќи еднашка мора машки да застанеме и речеме нон пасаран. No way, нема одење. Согласувате со мене? Апсолутно. И тоа е предноста. Премиерот и екипата. Само една дата. Повелете. Новата власт, предходната власт прво, ја уништи државата. Направи такви штети, што се, мислам, историски. Треба се одговара за тоа, така? Тоа е на првото прашање околу одговорноста, судот и така натака. Тоа е првиот дел. Новата власт кога дојде, презема, навистина и го врати достоинството.
Предходната секој ден голташе кнедли, све поголеми и поголеми, и тоа водат за задушување. Прашање само кој ќе не задушат. Овие ја сменија реториката. Со нели одложено важност на промената на устав, таму се спротивставија. И тоа заслужува признание. Вниманиче. Значи, велам, али, знаете, со зборови не се менува ништо. Треба акција. И сега е дојде моментот, последниот момент, што времето не работи за Македонија, кога веќе треба да се прејде во акција. Нема таква спредност, тоа ме загрижува мене. А таа спремност, велам, првото рефлектирање во откажување на вториот протокол. Луѓе, ако не ни веруваат нас овдека, нека земат странски експерти. Нека земат двајца, тројца врвни дипломати, разбирате, пензионирани од пријателски земји, јадобените нации, ќе им кажат, луѓе, некои работи се кристално јасни. Македонија моментално, од дипломатска гледна точка, нема избор. Или ќе оди во акција, или полека ќе се влошува на тежната ситуација, опозицијата ваква како што е неупотреблива и антидржавна ќе добива на значење, албанскиот фактор ќе игра на голема Албанија, бидејќи нив им одговара да ние го смениме уставот, се бугаризираме и така натака, така да и за да се разбереме, за сите тие игри не стоат ни Бугарија ни Грција, стоат други многу посилни светски сили. И ако ние не се спротивставиме на тоа, немаме шанси за излез од оваа криза и овој ќорсопат. Дали таа идеја што беше пола Албанија, пола Македонија, ова Бугарија? Тоа е, слушайте, таа идеја е обелоданија тајните служби ше пред 30 години. Дека целта на некои мигрантни фактори е, знаете, промена на границите на Балканот веќе нема да има. Бидејќи има ли промена на границите, тоа е нова Балканска војна, поготово на Македонија. Нити на Косово, нити на Босна и така натака. Нова Балканска војна. Има ли нова Балканска војна? Еве ги русите назад. Да. Ако нешто не сакат американците, тоа русите се назад. Нема да има војна, али нема да има ни Да, Раби ќе ми одговори. Јас убаво се сеќавам кога беше таа војна, распротивување меѓу Русија и Америка на подземниот аеродром Слатина во Приштина и падна додлука меѓу Милошевиќ и Туџман со Ленјирот. Северно од Слатина, од Приштина, е Русија и Јужна Америка. Значи, американските амбиции или погледи се јужниот дел од Приштина, кај што е Македонија. Значи ли тоа дека нема шанси, што рече амбасадорот, промена на граници и тие нивни фатаморгани на албанците дека знаете што, ние одиме за голема Албанија, прокриување на картата, или ако влеземе во Европска Унија, што има и таква еден страф од страна на нашите соседи, ако Македонија влезе во Европската Унија, Македонија ќе биде обединета, трите дела биде во едно. Ме разбирате, дали е тоа една од причините што има кочници, има кацанци, има запирање на Македонија да ги отпочне преговорите? Сега, прво... Начнат многу работи, меѓу тебе да идеме. Прво сакам да зборам до дел за голема Албанија, мала Албанија. Тоа, ја мислам дека тие се приказни за деца. Зошто? Затоа што кога Македонија беше во второ место на светот во Doing Business, кога беше Македонија секој ден по 4-5 пати на CNN, кога беше Македонија... Времето на Груевски, да. Да. Имаше многу достигнувања и многу, да кажеме, реформи заработени во многу вертикали во држава, тогаш бевме ние како атрактивни, да кажеме, или бевме пример или нешто, ајде да земеме парче од Македонија, барам ние и да бидеме ние добри. Ама ние денеска, ние бевме напредни пред Албанија, пред Косово, пред Србија, пред сите во регионот. Денеска, кажи ми една убава работа, ние имаме по убава од Косово или од Албанија. Имаме ли еден саглам ресторан во Македонија? Сега, да не бидам толку песимист, ние имаме, знаете, сега многу странци се шалат и кажуваат дека, знаете што имате во Македонија највеќе, што имате здраво, само здраво. Значи, ништо ние немаме. Ние немаме ништо. Ние, за да може ние да стоиме пак, треба да градиме тоа својот. И сега, зошто сега Албанија или голема Албанија би имала интерес да земе дел од Македонија?
Ја не верувам во тоа, не верувам веќе во тоа, затоа што јас го гледам албанецот што потребите негови за секој ден, потребите на фамилијата негова и вакво, прво не се разликуваат на македонецот и на босанскиот и на турскиот и на ромскиот и на тие. Горе-доле исто се. Сака добра плата, сака да вози убава кола, сака дома да има секај него и сака да оди на одмор и да патува убаво. Ама втората работа, тој веќе заминат и надвор од Македонија и успешен. И сега, една многу убава, да кажеме, како коментар го слушнав, да, и сакав да го кажам. Албанецот, еве почнеме со македонецот. Македонецот, кога го пуштиш надвор од Македонија, каде оди првата дестинација, каде оди? Да оди да работи во странство. Оди во Германија, добро? И ова, окей, разбирливо, по добар стандард. Албанци каде одат? Швейцарија. Швейцарија, Германија, Италија и Белгија, така? Оди ли некој од нив во Албанија? Оди ли некој од нив во Косово? Тоа значи проблемот негов не албански јазик, значи проблемот што имат не е проблемот со територија, не проблемот со вера, не проблемот со албанскиот јазик, не проблемот со ништо. Негов проблем е проблем на работа, и финансискиот проблем, и стилот на живот, и квалитетот на живот, и економскиот проблем. Кога му отвориш врата, он патува на овие 4 држави. Ако негов проблем беше само врзан со етникома или малцинства или ова, ќе оде во Албанија, ќе оде во Косово, он не оди таму, он оди во странство. Да, интересно беше, извини, повеќе. Да, види, мислам тука не се согласуваме до крај. Јас 4,5 години работев во Тирана и мислам дека помалку навлегов во тие нивни, да речем, стратешки консидерации, размислувања, долгорочни политики. Обединета Албанија го имаат наметнато и на децата. Ако прашаш дете од 5 години, значи воспитувањето го имаат. Индоктринирани се. Индоктринирани до крај. Нивната цел е, па нивните, зашто почна втората, овај 2001 година војната, прво на Косово. Тоа беше планирана. Прво Косово почна, па Јужна Србија, кај што не успеа, и дојде кај нас, кај што успеа само последователно, не првично. Да. Нивниот амбасадор во Скопје изјавуваше албанските територии во Македонија никому ништо. И ден денеска и Еди Рама и сите зборуваат за албански територии во Македонија. Тоа е голем албански концепт. И тоа е уште од Призвенската лига нешто што останало и што нема лесно да се надмине, и тоа не е народот, политичарите. А затоа ви кажам, Од тоа живеат. Исто како во Србија. Во Србија мислате Леонардо да Винчи и србин, затоа што он бил Леонардо од Винче. Не, држи вода тоа. Не, но народот, самиот народ, албанскиот народ, дај му слобода, оди во Германија, оди во Австрија, оди во тоа. Не сака ни да гледа ни Албанија, ни Косово, ни Македонија. Ама извини, и не сака ни да го гледа Балканот. Ама види земја Македонија, сега да се направи еден попис објективен, нема 20% од албанците. Ама јасно. Викат 16% се албанско население во држава, зашто си одат барат подобар живот. И тој наталитет. Јас кога бев во Албанија направија таа платформа за решавање на албанското национално прашање под државен диктат, во кој рекоа Македонија ќе ја освојат со наталитетот. Да. Така беше. И србите кажат, и бугарите кажат, и во Бугарија нема више бугари. И тоа е една од работите зашто тој масовно давање пасоши на македонци и вака, значи не само заради територијални, да кажеме, амбиции или како ги викате. Тоа ради територијални амбиции. Значи, и тука и Европа и ова и плюс дека они веќе нема таму, значи и таму заминуваат луѓето од состојба. Види, а Бугарија има сега околу 6,5 милиони жители. Од нив самите албанци признава, овај бугари признаваат. Преку 2 милиона се со македонско потекло. Добар дел од нив асимилирани. Да, ама ние кога сите успеват да прават приказни, а ние не успеваме да правиме една проста мала приказна, ние сме криви за се. Никој друг не е крив. Вината во целина е само наша. Да. Сите овие маки, тешкоти и голготи кои ги врвиме. Од 40 години се веќе од распадот на Југославија. 99% се наша вина. Да, ама знам. Ниеден проект во држава, јас тоа за некој време го кажу, ќе го повторам, ниеден проект во држава не е направен на наша иницијатива, од клучните работи. Сите биле диктат од странство. Един е на како се каже, на Никола
Груевски, Скопје 2014. Едини проект посуштински кој е направен во држава една, ништо друго не било. Приватизација, се било, разбираш, што сакаш. Диктирано на И на СДС имат направено законот за продажба на алкохол после 7 вечер за возрастните. Што тоа мислам дека е единствен позитивно нешто, затоа што како што завршуваме касно од работа, нема време да купуваме. Но сакав да ви кажам, одговорноста не само на тие што ги сториле вакви работи, е тие што им гласале. Тоа е суштината. Значи, секој од нас е одговорен. Да. Не само политичарите. Да. Народот и треба да одговара. Апсолутно. Затоа што знаете како кажат, ако молиш за дожд, треба да бидеш спремен да играш со калта. Точно. Сега, да газиш калта. Ние сами сега не бев јас, затоа што ја бев нели против, во секој протест бев и против промена на име и се, ама другите што се кршели улици и сето тоа и мора да оди. Еве на крај што им се случи. Заради исто. Немање сега не интегритет, не знам како го викат, тоа достоинство. Или дозволено да употребувам зборот човек политички глуп. Не знам ова дали дозволено да се кажува или се рачуна како стане. Кога политички не неписмен, политички глуп. Да одиш да земеш ваква варијанта што ни враќа толку. И често и глуп и предавник. Зашто има многу елементи на предавство и на капитулација. Многу. Да. Знаете што, не сум жеден за светољубивост, но жеден сум за правичност и праведност. Со оглед дека рековме дека ќе дојде политичкиот амбиент, го слушнав премиерот која се одзва на неговиот тим, на луѓето, навистина му честитам на Вучич кој се одважи. Јавно и гласно да им кажем, више да не ме видам, повеќе да не ме видам. Убаво ви е со службените возила да ги користите, да одите ондека и така натаму и да правите што сакате за да злоупотребите. Не сте меѓународно, точно, господинот Мицковски, го гледам, е од 7 дена е во меѓународот. Тоа е факт, да. Знаете, оној калифот од Багдад, кога се наруши во обичен смртник. Меѓутоа, дали таков ни треба кај нас и да ја отвори портата на некоја социјална група на ранлива категорија и да праша што имате да јадете. Тоа го правеше и Сулейман. Меѓутоа, за калифот од Багдад тоа ми дојде на ум бидејќи читав доста написи и една прилика, една почитувана политичарка вика тоа кај ти текна за калифот од Багдад. Па калифот од Багдад тоа е тој што е парадигма што значи да се симнеш од престолот меѓу рајата, меѓу народот, да го слушаш гласот на народот. Бидејќи гласот на народот е Божи глас. Ако Бог немал план да те стави да бидеш раководител, да бидеш лидершип, значи не би дошол по Божја волја. И јас сакам да спомнам дали сето ова му треба што поскоро, што јас навистина го поддржам амбасадорот, дека мораме тоа да го направиме машки, достоинствено, за да одбраниме нашата држава, Република Македонија. Не некој друг дали ќе рече, зашто ова го направивте? Машки. Да, ако Уставниот суд донесе одлука, не му вршам притисок, али читајте меѓу редови. Има одговорност. Има одговорност. Топката кај него и така ли е? Нека каже дека е важно. Значи, едноставно, кој држава се излегол со став дека ова не може да помине. Шверцерски е донесено, луѓе, еве амбасадорите тука. Едно обично ливче им дадоа на СДС, јас ќе видам, професионалец СДСМ и на ДУИ. Нема ништо, 20 страници, господјата Поповска тука седеше. Читавме. Никој до сега тоа не го направи. 25 страни во емисија од 90 минути и прочита 20 страни мед и млеко. Пете, Катин Ферман. Тоа е масакар на Македонија, и македонците, и македонската историја и све. Ама да, и скриението или криението на тогаш преспанскиот, што не можеме да добиеме ние копија да го читаме. После тоа со бугарскиот, што не можеме да добиеме копија да го читаме, што тоа најголема тајна. Тоа оди спроти секоја буква во ношен оветрити во меѓународното право, во право на подпишувањето на меѓународни договори. Да го криеш, да не го покажуваш. Апсолутно.
Затоа тоа е една од најголемите измами што биле направени против македонскиот народ. Дефинитивно. Јас и затоа веќе... И затоа мора да се поништи. Да. Тоа видам, и затоа што не доведе до еден свршен чин, до еден зид огромен, и ако не се тоа тргне и да падне зидот, вела Македонија ќе се најде во многу, многу неповолна. И покри тоа што имаме група од Вишеградската група, која максимална поддршка дава на Македонија. Че се согласите со мене. Знаете што? Да. Не, се согласувам. Ја прифаќам ваши Види, критики. види. Едно е овој вокабуларот, односно разговорите. Сите аргументи се на наша страна. Нема човек од другата страна кој ќе му каже аргументите да рече не си во право. Нема. И тука завршува. Крај. Тука завршува. Знаете што има тука една работа што е, мислам, наша голема грешка. На секој разговор, бидејќи за нас се работи да се биде или не. Ова не е нешто прашање, ќе имаме плата 5% поголема, ова е да се биде или не. Ако влезат бугарите во уставот, ако почнува процес на бугаризација, и тоа е целта на нечија, разбирате. Значи, суштината е да ние сватиме дека или ќе ги решиме проблемите, или ќе одиме продолу. Тоа е суштината. И да коментирам нешто за да биде исто разбирливо за Ве народот. молам. Сега, затоа што има многу голем дел од луѓето кажат добро, па шо ако, па нека влезат они во уставот. Значи денеска ако зборите на пример нешто лошо против бугарите, тоа еве се случиле уставните измени и еве се внатре веќе во ова. Ти денеска ако збориш лошо на пример нешто за Бугарија, тоа еве ќе ти кажат чекај тука има дискриминација против бугарите. Точно. Да, после 5 години ќе се точно да се зголеми таа доза. Ај сега сега книгите на тие учебниците на историја. Па геополитиката, па ова, па по универзитети. Пази, ќе дојде еден ден после 15-20 години. Не, многу побрзо. Многу побрзо. Да. Не, ама сега кажувам за да али многу побрзо ќе се како што се случи во многу други држави и во Блиски Исток, ќе дојде еден ден, ќе треба и ќе мора народот да слави неработен ден или неработен ден на некој лик што има направено злосторство против македонскиот народ. И сега, најубаво е едукација. Треба да се едуцират, треба да разбират што значи ова, каде ќе не носи, каде ќе прави. Треба турците во Македонија, албанците во Македонија, боснјаците во Македонија, секој од нив да разбира што се последиците од Преспанскиот договор, не од политички аспект, па ич да не ви гајле за политичкиот аспект, за бизнес, од последиците за тебе во дома, во бизнесот, во образованието, во сите овие работи. Треба да се им објаснува, треба да се едуцират. И еве прашувам вака, колку пати беше направена, ние рековме дека не направиме ревизија или одитинг на нито еден настан од тие. Па камоли кај малцинствата. Да. Кој има седнато, например, турците да им објаснува последиците од договорот со Бугарија, како може да влие негативно на турците во Македонија. Ние го прочитавме. Извини, основното прашање е, ако Бугарија, прво слушавме што зборуваше Радев као председател со македонците тамо, зашто е сменило човекови права, однели негирање на све македонско. Значи, првото прашање, а зошто Бугарија на еден ултимативен начин, со едно уценување, бара да влезат бугарите во уставот? Случајно, да ни покажат дека ги има и не вика тие бугари во уставот, македонски бугари. А да се разбереме, ти не си, али ние двајца сме македонски бугари, за нив. Разбирате? Така да, ако појде само од тоа, све станува јасно. И ова што го викаш ти апсолутно е точно. И не само тоа, ќе бараат и учебници, ќе бараат правична застапеност во парламентот, школи, затоа што не забораваме, тие не играат на оние 3500 бугари. Бугарите од пописот. Во пописот тие не играат. Прво пописот не го признаваат. Да. Тие играат на тие 100-200 илјади пасоши што биле извадени. И тие ако се нека биде 150 илјади. Во секое семејство кое јас сум припатен бугарски пасош, нека ја биде по 3, тоа е 500-600 илјади. Да. И плюс и тоа вреди исто, сакав да дополнам тој дел. Значи, вака. Ама ако јас тргнам местото каде они сакат да бидат внесени, нема да има потреба да ги внесат. Они каде сакат да бидат внесени во уставот? Преамбулата, да. Во преамбулата. Ама ја ако ја немам преамбулата, ниту ќе има потреба Бугарија да влезе во тоа, ниту има потреба на било кој друг да влезе во тоа.
Добро, Значи, здраве не, ама се вратам малце назад. Не, ти си во право, ама се тоа кај нас тоа да се потполно се менува нема можност, него другото. Вика, ама туке би припаднали Харвати вамо тамо, абе луѓе, овие игнорира дека ние постоиме. Ние можеме да ставиме во уставот и кинези, и французи кои сакат што немаат проблем со нас. Овие велат дека ние не постоиме. У секој А случај. он не постоиме, а таму има македонци стотици илјади. Ма затоа што никој не се замараше во Македонија да гради македонско идентитет. Кога Точно. кажувам македонското идентитет, Точно, ова треба да да го споредуваме, вреди да се прави споредба со Израел. Сме збориме еднаш за историјата на Израел. Идентитетот на Израел. Израел е држава што беше нација на евреите. Така? Точно. Израел никогаш како држава немат инвестирано во градење на еврејско идентитет на државата, туку инвестира во градење на израелско идентитет на државата, а не на еврејско. И во израелскиот идентитет имат таму и арапи, и друзи, измешано е све. Да. И затоа им пројде и успеа. Тоа е нација Имаме и оти- народ. и Тоа е да, разликата да. меѓу нација и Да, народ. и држава. Да ја И кажам, а држава. вие ќе можете, ти имате уште 5 минути имаме до крајот на емисијата. Не сакам да го суспендирам тоа намерно палење на коли, дента кога се подпишуваше тој документ во Европскиот парламент и веднаш напад на македонските власти, не се грижите за дипломатските представништа, амбасади и така натаму. Тој трик сакам да ми одговорите вашето обраќање до јавноста. И конечно, која е вашата порака? Со кого да почнам? Тоа е вашата, а ова е вашата камера. Што ќе додадете на крај? Ајде да почнем јас. Ајде, ова е вашата камера. Да. Значи, инцидентот со автомобилите пред бугарската амбасада е за секоја осуда. Има индикации дека е подметнат, не случајно, бидејќи тоа, како што беше кажано, кореспондираше со дебатата во Европскиот парламент, каде во однос на Македонија се направени исчекори кои никогаш нема да се прифатат. Јас ќе ви го прочитам тоа, разбирате, бидејќи на дебатата за извештајот за Македонија, пред да биде завршната прифаќањето, на пленарна седница, значи сите парламентарци, ги има 720, а веќе просто учествуваат меѓу 550 и 620. Значи, трите главни политички партии, тоа е Народната партија, кај што е ВМРО да панемане, таму е СДСМ во СД групацијата, и третата се вика некој Renewed Group, не знам кој се таму, не е ни важно, се договорија, еве ќе ја прочитам што, дека да се тргне експлицитната од извештајот за Македонија, да се тргне експлицитната, да се избрише експлицитната референца на македонски јазик и идентитет во финалната верзија. Трите главни партии. И за тоа, значи, бришење на македонски народ и македонски јазик, гласа 400, сега ќе ви кажам тачно, 458%. Од 600 и кусо, така? Од 600 и кусо. Околу 80%. 80%. 70-80%. Што сакате повеќе знак од Европската Унија? Европскиот парламент ги представува сите земји и парламентарци, тоа не може да кажете дека Бугарија гласаше. Бугарските парламентарци лобира, може да и плате и така натака. Европа гласаше против македонски народ и против македонски јазик. Ете е завршената приказна. Значи, ние од тоа треба да почнеме. Ако Европскиот парламент не признава ние дека постоиме, а не признава, од извештајот за Македонија се избришани македонски народ и македонски идентитет. Завршена приказна. Или ќе се бориме да го тоа надминеме. Нашата држава требаше утреден таква беше изгласен извештај да каже дека тој извештај е неприфатлив, тој извештај е навредлив и за нас не постои. Ништо направивме. Така да ние сме виновни. Али велам, ви го прочитав што реши Европскиот парламент со 70% од гласовите. 80, да. Повелете го се нрави.
Океј, ја малце имам поинаков, да кажам, еве се согласувам во многу работи со амбасадорот, а делот на тоа ја мислам дека е тоа сега секој вид на насилството е за осудување, ние сме против насилство, против вакви работи, ама ајде да се вратиме малку назад. Значи прво, тоа е мој лично мислење, мислам дека тоа може и да е, затоа што како аналитичар треба да ставам сите опции на маса, а не треба да исклучувам нито една опција. Потоа може да е испорачано од страна на Бугарија. Зошто кажувам вака? Во изминатите 20 години, дали има било каков вид на насилство од страна на Македонија или македонец против тие што гласале за промената на името? Тие 8 пратеници, што цел народ ги заборави веќе. Што се шетат во улица прават, и се седат во кафани и се тоа меѓу пријателите. Дали некој, пак ке морам да употребувам, дали некој ги псуеше во улица? Дали некој фрли на нив некоја домата, или некоја јајца, или некој камен во улица? Никој не им направи ништо. И сега, јас од народ што нема истепано, нема тоа злоба, сега ќе организира, сега запалено на коли тамо, сега ќе правиме тука некој... И то не беа запалени, акција или некој тоа. И сега, затоа ви кажам, не верувам во вакво нешто, верувам дека тоа се прави намерно, затоа што кој единствен знаеше од напред дека така ќе се случи во Европа. И кому одговара? Бугарија. Само на Бугарија. Да, треба да види крајниот корисник на овие работи. Тоа е едно. Втората работа врзано со Европа и со тоа. Зошто Европа мене би ме прими да бидам дел од семејството? Што е додадната вредност? Европа да каже, еве ја сакам да земам Македонија, тоа ќе ми биде added value. Ја гледам дека сега нема. Јас да сум Европска унија, зошто би примил Македонија да биде дел од Европска унија? Заради доброто владењето на право во државата? Или заради судството? Или заради немањето корупција? Или заради било што има атрактивно од тој аспект? Ја имам проблеми, треба да ги решавам. Кога ќе решавам тие проблеми, тогаш ќе бидам дел од ова. И сега имаме ние иницијатива, сме ја збореле прошлиот пат, на Open Balkan. Тоа може да биде некоја шанса да ние да имаме, да одвараме единствениот пазар помеѓу Србија, помеѓу Македонија, помеѓу Албанија. Да пробуваме да правиме некој вид од функционалноста, што би била атрактивна после самата Европа да ми кажува ај, сакам да интегрирам овој модел што го направите да биде дел од мојот. Значи, ова сакам да кажам. Значи, ние имаме само едни интереси, македонските интереси, интересите на оваа Република Македонија. И тие интереси не се треба да бидат црвените линии. Ние, мислам, не заслужувам да бидам дел од овој клуб, затоа што уште имам пропусти во корупцијата, владењето на право, владењето на институциите. Кога мене и колеги медиуми ги напаѓаат, значи мене ми напаѓали медиуми, затоа што реков дека треба да се бориме против корупција. А тоа и од други медиуми. И сега, кога стана моментот зборувањето за корупцијата да се рачуна како саботажа или да се рачуна како ова, тогаш ние имаме голем проблем. И тогаш ние не заслужуваме да бидеме дел од Европска унија. За жал. Благодарам. Ја, почитувани, Македонија на крстопат Европа, двојните стандарди и битката на национално достоинството беше и е радоватна тема беше на оваа емисија. Државите не исчезнуваат затоа што се мали. Исчезнуваат кога ќе престанат да веруваат во сопственото достоинство. Вечера не разговаравме само за Европската унија. Не разговаравме само за Бугарија. Не разговаравме само за големите светски сили. Разговаравме за Македонија, за незината еднина, незините интереси, незиното место во Европа и во светот. Прашањето не е само што уште треба да направи Македонија. Прашањето е дали меѓународните правила ќе се применуваат еднакво кон сите. Од овој прекрасен дискурс вечера, почитувани, што овие мои многу убави соговорници, лични убави и силни, што упатија порака до сите институции на системот и до првиот човек на владата, премиерот Христијан Мицковски и мојата маленкост, верам дека ќе допре оваа порака, имајќи факт дека тоа што го направивте на почеток, ја ви честитам за 2 години од вашето владење или
менаџирање, бидејќи не ви дозволуваат ни еден мандат да истерате, честно имајќи факт дека 7 години хара, уништува, извршија идентитетски геноцид со еден збор, новинарска забелешка. Редно е да го слушнете и ова. Верувајте ми, Уставниот суд треба да ја направи таа работа. Да бидеме македонци во вистинска смисла на зборот. Не можеме ништо друго да бидеме. И ќе завршам со почитуваната академик Катица Чулавкова, како подпредседател на Светскиот ПЕН, вели, дали има на своите колеги, внимајте, тоа е на најавторитетна организација, не као наша МАНУ. Имам право да критикувам МАНУ и ќе критикувам се додека можам. Не се направат реформи во нашиот МАНУ. МАНУ да беше вистинска академија, не би се случило. Ни Охридски договор, ни Преспански договор, ни ситови, ни бугарски с краја да. Значи, имавме мудри глави со бела коса кои ќе размислуваат. Не кој клин, кој плоча. Затоа велам, почитувани, не ја допирајте Македонија ако не сте кадарни, не ја доживувате као своја татковина. Не ставите рака на Македонија бидејќи не сте достојни, ќе изгорите. А не му препречувајте на човекот кој се одважи да направи нешто спротивно од некој што досега ја продавал Македонија, распродавал. Почитуван народе, ви благодарам што не гледавте и слушавте, а на моите почитувани соговорници, ја ќе им се заблагодарам од вашето име. Раби, ти благодарам што беше гостин. Амбасадоре, ви благодарам многу што изимени чест и задоволство. Бидете живи, здрави и се гледаме наредниот петок со исто така содржина као вечерва, интересна. Пријатна вечер. Една емисија, еден човек, еден народен глас. Подсетник дека демократијата не е елитизам, туку учество. Гласот на народот со Слободан Томич, клучот на демократијата. Ви благодариме што бевте дел од Гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.